Со 130.000 евро инвестиција во Штипска Чердаклија повеќе нема да се гази кал. Општината ги асфалтираше сите улички низ селото, со што е решен еден од најголемите проблеми во ова населено место. Да истакнам дека за релативно кратко време се заврши целиот проект и оваа населба конечно ги доби сите оние атрибути на приградска населба. Значи условите за живење ги подигнахме на повисоко ниво и аргументите кои ги имаме сега на вистина е дека не ги оставаме жителите од приградските населби да бидат во втор план и граѓаните да бидат во втора категорија како во градот. Освен општината, овде работеше и ИСАР. Имаме инсталирано 580 метри канализација некаде во вредност од 3 милиони денари. Веќе материјалите односно тендерската постапка заврши за набавка на материјалите за приклучок на пивката вода за пиење овде во населбата. Ќе започнеме, значи прво ќе приклучиме населбата Балканска, веднаш потоа ќе пристапиме кон приклучување на населбата Чердаклија. Најзадоволни од направеното досега се жителите на Чердаклија. Претходно беше стварно навистина многу кал, газеме кал, не се минеше никако по улиците. Сега е многу поубаво, голема благодарност, навистина вложи се во селото. Брзата динамика на работа е резултат на одличната координација меѓу институциите во општината. Ево уште еден пример да покажеме како било едноставно да се биде председател на совет на градот со таков градоначалник и со таков совет. Многу лесно се затвора кругот. Кога советот ќе си ги донесе одлуките, ќе ги усвоиме на седница, градоначалникот ќе ги исполни, претпоставувам има задоволни граѓани, да кажам, тука во Чердаклија. Инфраструктурни и комунални инвестиции во Чердаклија немало со години наназад. ВМРО ДПМН е политичка партија која што своите ветувања ги реализира. ВМРО ДПМН е политичка партија која што не дава празни ветувања пред граѓаните. Граѓаните тоа го гледат насекаде околу себе и нема ниту една политичка партија која што може да ве натера да замижите на ветените реализирања, на ветувањата кои што се реализирани од страна на ВМРО ДПМН. Во наредниот период општината ќе постави асфалт и на единствената улица во селото која остана со кал, а ќе биде завршено и приклучувањето на домаќинствата на градскиот водовод.